Не може една мајка трите деца од едното да си го сака повеќе, исто и ја ги сакам сите подеднакво, им помагам на сите подеднакво. Разлика помеѓу куче, конј, крава не правам, пошто сите тие носат живот во себе и верувам дека секој од нив има право на живот. Првично ги чував кучињата дома, па подоцна собата во која што ја живеев ја преокупира и остана за нив, па јас морав да го преместам моето место за спиење, да речам. Пошто поголемен број од кучињата што ги земам од улицата се кучиња на кои што им треба топлина, им треба нега, им треба чисто место, простор каде што тие повеќето се со операции, со рани, со скршеници. Не ми се сложило во Македонија дека е полесно, пошто во Македонија во последните 2 години немам вдомено ни едно куче. Условите во Македонија кои што луѓето ги нудат за кучињата се апсурдни, тие се врзани во некоја буре, дадени во село кои чувари. Тоа многу полесно е да го спремиш и да го вдомиш надвор од границите во Македонија, Англија, Холандија, Франција. Таму има групи на луѓе кои ни помагаат да ги вдомиме кучињата. Општина Велес како општина заедно со гидовски тим има стерилизирано во претходниве 2 или 3 години, не знам точно да не кажам бројка што не е точна, има стерилизирано над 300 кучиња. На стерилизирани 300 кучиња ние во општина имаме повеќе кучиња, поради тоа што некои од другите градови соседни го решава проблемот со празнање на сопствените градови и истурање на кучињата во Велес, во Скопје, на депонии. Беше паднат на земја, изгладнет, беше коски и кожа, немаше сила да стане. Интересно беше што од кога викнавме ветеринар, тоест викна активисти од Скопје ветеринари, конјот стана на нозе, магично се појавија сопствениците. Па како што се функционира во државава, тоа што сопствениците не сакаат да ни го дадат конјот, па мораше да се најде луѓе кои го платија конјот за да ни го предадат нас, да пробаме да го спасиме. Па сега конјот среќно си живее веќе неколку години тука, слободно шета низ пансионот. Поголеми казни за луѓето што напуштаат миреници, поголеми казни за оние кои што знаеш случајно им се парат кучките, па после кучињата завршуваат на улица. Големи казни за оние што размножуваат расни кучиња, не плаќаат данок и немаат регистрирано одгледувачнице, пошто тие кучиња се шиткаат на велико за некои 50 евра или 2000 денара, а после истите кучиња завршуваат на улица. Бројката на кучиња сами ја зголемуваме на улицата, а после ние сме тие кои што ни смета кучињата. Значи, коренот на проблемот сме ние луѓето, непочитување на законот и неспроведување на законот.